како звучи условената препорака по втор пат оваа година, која што е условена со целосно исполнување на договорот од Пржино, со пред се одржување на фер и кредибилни избори на 11 декември во Македонија и со целосна посветеност на реформите, итните реформски приоритети. Тоа значи дека која и да биде власт по 11 декември, ќе треба многу ум, сериозна дисциплина и огромна одговорност и посветеност на тоа што е составен дел на итните реформски приоритети и на тоа што се забелешки во извештајот, но едновремено сериозна посветеност на тоа што значи програма за економски реформи, затоа што последниве години Европската комисија, заради состојбите со финансиската криза од 2008 година па наваму, се соочува со сериозни процеси на следење на економското управување и во државите кои што се дел од процесот на пристапување. Така што Македонија, каде што има нотирани сериозни недостатоци во делот на управувањето со јавните финансии, во делот со структурните проблеми со пазарот на трудот и невработеноста, во делот со несоодветните образовни политики кои што одговараат на пазарот на трудот, во делот со надворешниот долг и генерално задолжувањето, ќе треба да посочи, да посвети следната власт сериозно време на тоа како ќе ги дисциплинира фискалните политики, како ќе ја дисциплинира и ќе направи креативна и мотивирачка комплетната економска атмосфера во општеството, заради тоа што проблемите во економијата ги генерираат сите проблеми понатаму. Имаме сериозен проблем со управувањето со јавните финансии, кој што сериозно влијае на овозможување на добра и поволна клима за развој на приватниот сектор.